Ослободителна пресуда за убиствата на малолетната Вања и пензионерот Панче бара одбраната на сите обвинети. Велибор Манев да биде осуден за киднапирањата што ги признава, но не и за убиствата, бидејќи не знал за таа намера на прво обвинетиот. Неговиот адвокат повтори дека тој му укажал на Лупчо Палевски да ја пуштат Вања бидејќи е грешка и не е жената која што требало да ја грабнат. Имал претходно договор со другите обвинети, но немал умисла за извршување таков вид кривични дела, а инкримираните действија кои ги презел при извршувањето на кривичните дела грабнување немаат елементи да представуваат основен придонес за извршување на кривичното дело убиство и нема каузалитет помеѓу преземените действија, поради што против овие кривични дела барам судот да донесе ослободителна пресуда. Адвокатот на Боре Видевски бара ослободување од каков било кривичен прогон и целата истрага ја оцени како погрешно насочена, политички мотивирана и професионално аматерски изведена. Од почетокот овој предмет беше изведен како театар пред јавноста со намера да се покаже брзо расчистување на случајот. Наместо докази гледаме конструкција, смета одбраната. Конкретен доказ за вмешаност на обвинетиот Боре Видевски во овој кривично правен настан. Конкретна слика, конкретна снимка, конкретна прикажана снимка со негов лик, конкретен друг материјален доказ во вид на ДНК трага или на нешто друго, ние на сето ова судење, на сите овие досега одржани расправи, ние не видовме. Ослободителна пресуда за Владко Кешишев, кој не е убиец, туку заложник на туѓа волја, беа дел од завршните зборови на неговата одбрана. Самото признание на Кешишев, вели неговиот адвокат, укажува дека обвинетиот ниту имал намера, ниту умисла за киднапирање и убиство, ниту пак директно учествувал во настаните. Истиот нема никакви преземени, никакви действија, ниту како извршител, ниту како соизвршител, не било какви действија за извршување на ваквите кривични дела. Особено судот да има во предвид, предпоставуваме дека ќе има во предвид неговиот страф, неговата подчинетост и своевидното заложништво кое што го чувствувал од страна на прво обвинетиот Палевски. Овој човек е татко, преживеа нешто што ниту еден родител не треба да го доживее, да му е грабнат ќерката и подоцна да му ја пронајдат мртва, рече бранителот на таткото Александар Ѓорчевски и побара ослободителна пресуда за него. Овој човек не е убиец, туку човек кој изгуби се, рече адвокатот. Застапникот на обвинението немаше доблест да го повлече обвинението, иако е свесен очигледно дека нема докази, а од друга страна и самиот јавен обвинител на 11 јуни 25 година во завршен збор кажа, цитирам, не постојат докази за поврзаност или комуникација помеѓу таткото и Лупчо Палевски. Ниту една казна нема да ги задоволи семејствата на жртвите, беа зборовите на обвинителката Ана Стоилковиќ Димитровска на минатото рочиште, кога побара 4 доживотни и една соодветна казна затвор. Максимални казни затвор бара обвинителството за Лупчо Палевски, Велибор Манев, Владко Кешишев и Боре Видевски. Обвинителството не се откажува и тврди дека има вина и кај таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, поради учество во киднапирање и затоа за него побара, како што рече обвинителката, соодветна казна. Палевски својот завршен збор заедно со бранителот ќе ги даде на следното рочиште закажано за 2 дена. Тогаш свој завршен збор ќе може да дадат и останатите обвинети.